А сега ќе продолжиме со следната библиска проповед, што ни доаѓа поред во делата на апостолите. Тоа е следна Петрова проповед. Се уште не почнале Павловите проповеди во дела на апостолите, затоа што се уште Савле, после каменувањето на Стефана, со Стефана завршивме последниот пат, се уште Савле е неверник и целата 9 глава зборува за искуството на неговото обратување. Но потоа 10 глава зборува за нешто друго. 10 глава од дела на апостолите представува почеток на една нова епоха, еден нов период во историјата на апостолската црква. До 10 глава, до тогаш, значи, црквата се состојала само од евреи и еврејки. А од 10 глава натаму, апостолите почнуваат во црквата да воведуваат, да крштаваат и незнабожци. И во оваа 10 глава Петар одржува една кратка проповед во домот на римскиот капетан Корнелиј, кој што е првиот незнабожец, обратен и крстен во Христовата црква. Стотник го опишува Лука во првиот стих од така наречената италска чета, што значи дека по потекло бил од Италија, бил баш римјанин. Значи, не некој како Павле, што како евреин имал статус на римски граѓанин, но не бил со латинско потекло, етничко потекло, како по националност. Овој бил баш римјанин. Тој и целата негова чета со која што командувал по потекло биле од Италија, од Апенинскиот полуостров. Но во тие години баш служил во Кесарија, служил во Палестина, значи во Јудеја. Вториот стих вели дека тој беше благочестив и богобојазлив човек, заедно со целиот негов дом. Интересно. Е оно за што малку споменав предходно. Како Светиот Дух, и кога сме незнабожци, и кога не сме го познавале Бога и не сме знаеле ништо за вистината, Светиот Дух имал некои начини на кои што работи со човечкото срце. Опишен како благочестив и богобојазлив човек. Понатаму му се вели, изобилно му даваше милостина на народот и секогаш му се молеше на Бога. Значи, овој Корнелиј, римјанин, офицер на окупаторската власт, на омразената власт, му се молил на еврејскиот Бог и често пати знал да дава милостина на некои сиромашни евреи, веројатно, што ги познал. Еднаш околу 9 час, се вели тука, а тоа би било околу 3 попладне, по наше. Што се случило со Корнелиј? Третиот стих ни вели дека најаве, значи не на сон, најаве видел ангел Божи. Како изгледа вакво нешто? Сте имале вакво искуство? Како би изгледало вакво нешто да доживеете? Најаве, значи не на сон. Сонот е за постарите лица. Најаве му се покажува ангел Божи. Како доаѓа кај него и му вели, Корнелиј, што е Господи? Уплашен, вели 4 стих. Го впери погледот во него и сиот уплашен. Како ние би реагирали на вакво нешто.
Тој му рече, Бог си спомна за молитвите твои и милостините твои. И сега прати луѓе во Јопија и повикај го, или денешна Јафа. Кај имате помаранџи со Јафа, што пишуваше на нив. Сокови, да, и така натаму. Од Израел. И повикај го Симон, кога го викаат Петар. Тој престојува таму, како гостин, кај некој си кожар Симон, значи некој друг Симон, чија куќа се наоѓа покрај морето. Прво прашање, зашто морало да се случи вакво нешто? Кој од нас дошол во црква преку ангел? Му се јавува ангел и му вели, појди во една црква што се наоѓа на улица Петар Попарсов, 25, се случило некој така да дојде во црква. Знаете ли некој кој што имал вакво искуство на обратување? Му се јавува ангел да му каже каде да отиде, кого да побара и кај кого да се крсти. Познавате ли вакво искуство кај некого, може би покоен или се уште жив верник? Нешто ти е познато? Зошто со првиот незнабожец во црквата морало да се случи дури вакво чудо? Зарем не постоел некој поприроден начин? Кога Господ прави големи чуда? За било што, а особено за нечие просветлување, за нечие обратување, за нечие крстевање. Кога воопшто Господ прави чуда, а кога не ги прави? Господ прави чуда, тоа е како едно правило, така нареченото правило на економија на чудата. Господ прави секогаш чуда, тогаш кога не постојат поприродни начини да се постигне истата цел. Значи, кога постојат природни начини, или ако ние не сме ги исцрпиле сите природни начини, за било што, дали за болест, дали за... Тогаш Господ нема да прави чуда. Господ прави чуда тогаш кога не постојат поприродни начини за да се постигне некоја цел. Во случајов да се обрати некој незнабожец и да биде примен во апостолската црква, морало да се случи чудо. Не можело на природен начин. Зошто не можело на природен начин? Значи, до некаде можеме да си направиме представа колкава била бариерата помеѓу евреите и останатиот свет. Колкава била омразата помеѓу евреите и паганскиот свет. Евреите и грците, например, до ден денес се мразат страшно. Едните другите. Иако тоа со екуменизмов и со целата ова каша попара на новиот светски поредок се ублажува во голема мера, се ублажува. Меѓутоа, сепак, и ден денес постојат и можеме да ги почувствуваме тие бариери, особено кога се евреите во прашање. И сега, како што ќе видиме понатаму, причината, или не било толку потребно ангел да му се јавува на Корнелија, за да биде обратен. Требало ангел да му се јави и на самиот Петар. Требало Петар да биде подготвен, за да го прими овој римјанин, кога овој ќе го побара. Значи, на Корнелија му било речено, оди таму и таму, оди во градот Јопа, или Јопија, тука преведен. И адреса, најди ја покрај морето има една куќа, барај го прашај Симон Кожарот, чија куќа е на Симон Кожарот. Таму е некој друг Симон, што го викаат Петар, побарај го него.
И добро се, Корнели го направил тоа. Па се разбере како го направил. Понатаму што читаме од 7 стих натаму. Кога се отида ангелот што му збореше, Корнели повика двајца од своите слуги и еден благочестив војник, кој постојано се наоѓа кај него. Потоа им кажа, се ги прати во Јопија, значи ги пратил. Утрената додека тие патува и наближува до градот, се следниот ден. Петар околу 6 час или на пладне, се качи на рамниот покрив од куќата да се помоли. Значи, Петар го практикувал она што и пророкот Данија. Наутро, на пладне и навечер. Тоа се тие три познати еврејски термини за молитва во текот на целиот ден. И бидејќи беше огладнал, сакаше нешто да јаде. И додека му приготвуваа јадење, значи, тој падна во занес, вели овој превод. Што значи ова? Значи, добил визија или видение. И знаеме која е таа визија. Го виде небото отворено и некаков сад, како слегува кон него, сличен на некое големо платниште, врзано за 4 краишта и се спушташе на земјата. Во него имаше секакви 4-ножни животни, зверови, влекачи земни, змиишта, гуштери и птици небесни. И дојде глас кон него. Што му вели гласот? Петре, стани, заколи и јади. Како реагирал Петар на вакво нешто? Зорице, како би реагирала ти да се појави ангел или ти рече, Зорице, не само на доне да му направиш пача или свински хременади или свински ребра, току ти самата седни, јади, насити се. Слободно, без да се стресираш, без совеста нешто да ти приговара, не знам што. Немој, од сега натаму све е чисто. Дели така толкуваат повеќето христијани? Да гледаме дека Петар тука примил визија, значи Петар огладнал, така? Секога некој огладнуван, Господ не му дава визија за да се насити. Ако требало да јаде Петар буквално, змии, гуштери и така натаму, може би ќе му речел гласот, Петре, оди купи на пазар свинско, накркај се, од сега натаму све е чисто. Но не, он во визијата гледа разни животни и во визијата му се вели стани, коли и јади. Петар реагира, никако Господи, зашто никогаш не сум јадел погано или нечисто. Значи, на Петар реагира како некој да ви рече да јадете глувци сега. Значи, нешто што е гадно. Гадно, одвратно. Шестнадесетиот стих вели дека тоа се повтори уште еднаш, 15 стих всушност, вели уште еднаш, а 16 дека тоа се повторило 3 пати. 3 пати му даде. Значи Петар одбива, бидејќи за него се што е нечисто е истовремено и гадно, како што верам и за нас. А садот па повторно му се спушта и повторно слуша глас, Петре, стани, коли и јади. Петар пак одбива, па повторно по 3 пат. Петре, стани, коли и јади. И толку било, само 3 пати. И ништо повеќе не се кажува. И повеќе ништо не се кажува. И што сега прави Петар? Нема сега визија, нема животни во видение, нема сад, нема ништо. Ниту пак не глас сега му објаснува зошто го видел тоа видение.
И додека Петар беше во недоумица, што значи тоа видение што го се? Што е ова се? Зошто ми беше покажено вакво нешто? И зошто ваков глас? Може ли од Господа да дошло вакво нешто? Додека он се чудал сега уште на тоа, ете ги луѓето испратени од Корнелиј, кои откако се распраша и го најдоа домот на Симон, застанаа пред портата. Тогаш повика и праша, овде ли гостува Симон, наречен Петар? И додека Петар размислуваше за видението, духот му рече, ете те бараат тројца луѓе. Интересно, прво духот му го известува. Духот, како во случајот со пророкот Елисеј, совршената тајна служба, совршената шпионажа и контрашпионажа е Светиот Дух. Како може? Како можел се гневи сирискиот цар, некој на израелскиот цар му ги издава сите мои воени планови, сите мои тајни. Кој го правил тоа? Мосад? Не, тогаш немало Мосад. Има објаснили на сирискиот цар, абе царе, не, никој не е предавник тука, никој не му ги кажува твоите тајни на израелскиот цар. Туку таму во Самарија, во престолнината на Израелското царство, таму живе еден пророк Божи, кој што тој пророкот Божи на израелскиот цар му кажува се што ти си замислуваш да правиш и планираш во твојата постела. Значи, уште пред сирискиот цар да ги објави, да ги раскаже своите планови на некој негов близок, генерал или везир или министер, уште додека се во твојата глава, значи, плановите, овој еврејскиот пророк му ги кажува истите тие твои планови на израелскиот цар. Значи, кога евреите би биле верни и послушни на Господа секогаш, не може да им треба Мосад. Светиот Дух е најдобрата тајна служба. Најдобриот информатор. Во случајов Духот требало да интервенира и да го охрабри Петра, значи не само ова видение што на Петра му се изгледало многу глупо, кој на секој православен евреин во тоа време. Туку Духот требало да го охрабри Петра, да ги прими сега овие тројца луѓе, овие незнабошци, овие пагани што дошли да го бараат. Затоа што да не беше Духот, да не му го рече Духот тоа, како би реагирал Петар? Петрите бараат тројца римјани, тројца необрезани. Петар сигурно би рекол, шо има да ме бараат, речете им сихтер назад во Кесарија, немам никаква работа со вас. Може би Петар така ќе реагирал. Не знаеме како ќе реагирал. Но само знаме дека Духот го охрабрил да ги прими. И дури вели понатаму, стани, слези и оди со нив, не размислувајќи ништо. Значи, немој да се чудиш, немој да приговараш ништо. Зашто јас ги пратив. Господ ги пратил. Штом слезе кај луѓето испратени од Корнилиј кај него, Петар рече, јас сум тој кога го барате, зошто сте дошле? За Петар уште не знам зашто дошле. Кој да се случило? Че ова биле еден војник и други двајца слуги на Корнелиј. Човек како да ви дојде полиција на врат. Како би реагирал да ви дојде полиција? Замислите ви звони некој на врата и отварате тројца полицајци. Како е првото чувство што ќе ви обземе? Особено Зорица. И замислете ако доживеете таков уплав, се разбира, за вас мажите нема да речем дека ќе доживеете уплав. Но ако доживеете уплав, замислете понатаму и кога ќе прашате
Поведете шо има, шо треба. Кого барате, шо барате, да не е грешка. И тој да рече, вие сте Зорица Дзунзуровска? И уште еден уплов. Да. И потоа да ти рече, и потоа третото што ќе го слушнеш, ние дојдовме тука да проучуваме Библија со тебе. Му се случило и некој вакво нешто. Јас на времето слушав, може би вие постарите ќе се сетите на тој случај, ако го познавате по-добро случајот. На времето слушав, дури заборев кој го кажуваше тоа. Наводно во оваа црква некогаш, во дивите времења на комунизмот, дали било, не знам сега, која деценија да речеме. Наводно тука влегували многу удбаши, многу шпиони, многу агенти од тајните служби, за да известуваат потоа што тука се случува, што тука се збори од оваа катедра и така натаму. И слушав за еден, кој што така агент беше, дали од КОС или од УДБА, не знам точно од која, кој што редовно си доаѓал човекот, или секоја сабота. Тоа му било задача, работна задача да доаѓа тука, да слуша, да забележува, што тука се зборува, да запишува најверојатно. Така, да личи како некој верник што се запишува. Или има и такви верници. И човекот се обратил од сето тоа што го слушал. Сакал да стане адвентист и да се крсти после толку многу саботи доаѓање. Јас само го слушав како ништо подетално не знам, како искуство, што окажуваа некои постари верници. Петар се разбира, може би не би се и уплашил така како некоја слабо женско суштество, но секако дека бил вознемирен. Што бараат сега овие римјани кај него? Овие војници кај него? Зошто сте дошле? А тие му одговорија, стотникот Корнелиј, човек праведен и богобојазлив, познат по своите добрини меѓу сиот јудејски народ. Прими заповед од свет ангел да те повика во својот дом и да ги послуша твоите зборови. Како па сега се чувствувал Петар, кога го слушнал. Еве како реагирал сега Петар. 23 стих вели, тогаш Петар ги повика внатре и ги нагости. Ги повикал и ги нагостил. Тогаш поинаква песна. Тогаш ќе ги повикате полицајците дома и ќе ги третирате како најбитни гости. А утрината стана и отиде со нив. Со него замина и некои браќа од Јопија. Значи, Петр отишол со засилување. Може би некои се сомневале, кој знае, може би ова некоја стапица, може би сака да го уапсат. Кој знае шо е. Се разбира, Петр не верувал, не се сомневал дека, бидејќи духот веќе му кажал на него. Читавме. Следниот ден стигна во Кесарија. Значи 3 дена им треба. А Корнелиј ги чекаше, повикувајќи ги своите роднини. Значи овој го собрал сега целиот свој сој, што вика егејци. Сите своји роднини, вели, сите и блиски пријатели дури, што му биле. Сите кого можел собрал. Значи, може да си претоставиме дека собрал барем 20 на души собрал. Ако не и повеќе. Не можеме точно да проценуваме. Но Петар сигурно имал добра публика пред себе. А
Корнелиевиот дом во Кесарија, седиштето на римскиот гарнизон за Јудеја, сигурно бил првокласен дом, сигурно била тоа голема просторија. Може да се свати како мала црква барем. Додека Петар влегуваше, Корнелиј му дотрча во пресред и, внимавајте сега, падна пред нозете негови и му се поклони. Еден римски офицер на окупаторската војска, доаѓа и му се кладја на рибарот од Капернаум. Какви се овие сцени? Зошто Корнелиј почувствувал дека треба да му се поклони? Корнелиј не се кланял ниту пред своите претпоставени, пример своите генерали, да речем. Но на рибаров му се поклонува. Зашто Корнелиј добил препорака да го најде овој Петар. Од кого? Кој го препорачал? Че не го препорачал Георгиј Иванов. Не го препорачал ни, тој не искам да го спомнам. Не го препорачал ни Доналд Трамп не го препорачал. Ни Путин не го препорачал. Току го препорачал ангел Господов. Ангелот му рекол, оди најде го Петар. Таму и таму. Корнелиј чувствувал дека овој Петар, значи овој има дебели врски со Господ, чим ангел ми се јавува и ме праќа кај него. Да, тој Петар навистина поминал 3,5 години во друштво со Господ на земјата. И не бил било кој. Се разбира, не бил поголем од другите апостоли, како што сакаат браќа од Рим да го представат. Но, како и другите апостоли, во друштво со Господа 3,5 години, тоа било голема привилегија. Не постои таква друга привилегија на земјата. Но како реагира Петар на оваа чест, која што Корнелиј му ја укажува? Исто како и ангелот од Откровението. А Петар го подигна, значи Петар го подига, го фаќа, го крева и му рече, стани и јас сум само човек. И така разговарајќи со него, влезе внатре каде што најде мнозина собрани. Колку било ова мнозина, не ни се кажува. Дали биле и 100 души, дали биле 50 души, па нека биле и само 25 души. Тоа било една, може се рече, црква. Може се беше како црква. Веќе било црква. Публика. И им рече, вие знаете дека на човек јудеец му е забрането да се дружи или да оди кај човек од друг род. Еве што било проблемот. Еве зашто Господ требал да ги направи овие чуда. Што било проблемот? Што и покрај случката со жената феничанката, како се викаше, од Матеј 15 глава. Како поинеко ја вика? Жената дешто бараше Христос да ја исцели незината керка. И Христос вели, не е добро да се земе лебот од децата и да се фрла на кучињата. И покрај случајот, Хананејка ја вика поинеко, да. Феничанка остари бил. Мислам Марко ја нарекува Гркинка, дали Марко беше или... Но тоа, да, тоа може да биде и античка Македонка, ако потекнувала од
војниците на Александар, кои што се населиле таму, во Палестина, или било кој незнаборец, чиј што мајчин јазик веќе бил грчкиот, односно, како што денес е англискиот јазик раширен по цел свет, па е службен јазик и многу народи кои што немаат врска со англосаксонците, по потекло. Проблемот бил што самиот апостол Петар и било кој друг апостол, како што самиот вели, воопшто не би стапнал во дом на незнабожец. Да те покани, воопшто не би стапнал. Како реагира евреите во Пилатовата судница? Тврдината Антонија, во близина на храмот. Тие стоја надвор, не сака да влезат внатре, за да не се осквернат. Че тие го подготвиле убиството на Божиот син, се испоганија и со завист, и со злоба, и со лажни сведоци, испокршија и неколку од 10 заповеди, и со омраза, и подготвуваат де факто убиство, неправедно, ама не сакаат да се осквернат со тоа што ќе стапнале во римски дом, во Пилатовата судница. Тоа ќе ги опоганило. И сега таа предрасуда постои, гледаме, барем 3,5 години, ако не и подоцна, повеќе, подоцна и кај самите Христови ученици. Го примеле Светиот Дух, веќе разни чуда правеле со Светиот Дух. Но се уште постојала таа предрасуда, таа еврејска гордост и тој еврејски национализам. Не, во домот на незнабожец никако. Затоа Господ морал да ги направи овие чуда. Инаку, ниту еден незнабожец немаше да биде крстен. На никој од нив немаше да му биде проповедано. Едноставно, тие се нечисти, тие се кучиња. И со нив не треба да се има работа. Господ морал да интервенира со вакви чуда, за да ја скрши таа бариера, да го смени тој начин на размислување. И требало, значи, со чуда требало да се скрши тој дзид, таа препрека, за да подоцна она Павловото биде истакнато, дека во Исуса Христа нема повеќе ниту јудеец, ниту грк, ниту роб, ниту слободен, ниту машко, ниту женско. Туку сте сите вие едно во Исуса Христа. Но за да се дојде практично до таа вистина, требало многу време и многу години. А за жал гледаме дека тој и денес е проблем. И денес не постои единство. Кога е по прашање националноста, етничкото потекло, јазикот, името. Гледаме дека овие проблеми ни 20 века не се доволни сами по себе природно да се решат. Туку само Светиот Дух може да ги реши. Затоа Господ го поделил човештвото на разни јазици, ги помешал јазиците во Вавилон и автоматски со тоа и да настанат разни нации. Зошто? Бидејќи така никогаш нема да се обединат сами по себе. Само Светиот Дух ќе може да ги обедини. А сами по себе, без Светиот Дух оставени, секојаш меѓу себе ќе се мразат и нема да се обединат. И затоа мака мачат со распиеве како да го обединиме светот, како конечно да направиме една светска држава, една светска влада. Еве сега читам, се спрема биткоинот да го направат единствена светска валута. Дали тоа ќе биде, се уште има големи тешкоти да се реализират таков план, меѓутоа доларот веќе изгуби, доларот веќе не се користи за меѓународен платежен промет. Колку и да сака, Трамп нема да може да го спаси доларот.
веќе почнуваат, во игра влегуваат други валути. Русите и помогнаа на Венецуела со нова криптовалута, така наречениот Петрокоин, базиран на венецуеланската нафта, да ги избегне сите санкции што се наметнати од страна на Америка и западниот свет, бидејќи доларот веќе не вреди, може со други валути да се тргува во светот. Но, што ќе биде, како ќе биде и за колку време ќе биде, не можеме однапред да кажеме. Само знаеме дека Господ се уште ни дава милост. Нека му е фала и слава вечно. Амин.